Почитуван подпредседателе, почитувани пратеници уште еднаш. Значи, јас нема да влезам сега во политизирање и во дискусија и одговарање на разни обвинувања. Ќе зборувам за Законот за енергетика. Значи, Македонија прифатила да биде дел од европското семејство и сака да биде. На тој пат требало да донесе еден закон за енергетика во кој што ќе ги транспонира директивите и регулативите на Европската унија. Ние ако сакаме да одиме по тој пат, тоа сме се нафатиле да го направиме. Овој закон го прави тоа на најдобар можен начин. Овој закон го прави тоа на начин да од една страна ги исполнува критериумите, а од друга страна ги штити граѓаните. Она што досега се немало доблес и знаење да се направи, било да се транспонираат регулативите и директивите, ама сме се плашеле како да ги заштитиме граѓаните. Управо тоа овој закон го прави и по-прецизно ќе објаснам на кој начин. Како резултат на оваа работа е овој извештај на енергетска заедница од март 2018 година. И тука ќе видите дека Македонија во регионот, кај што вика overall implementation, е на прво место. Зошто? Заради тоа што овој закон најсоодветно го прави тоа што треба да биде направено. А сега ќе ви објаснам и како. Значи, кои се придобивките од законот? Ајде прво да ја отвориме дилемата што вие цело време се секирате како Елем ќе го заштитиме. Видете, Елем ќе го заштитиме на тој начин што Елем ќе си ја работи работата таа што треба да си ја работи. Сигурно нема да го заштитиме Елем ако Елем го тераме да прави скијачки центри и ако Елем го тераме да прави паркови. Просечната производна цена на Елем за 2017 година и претходно беше над 41 евро. Со гордост можам да ви кажам дека просечната производна цена на Елем за првиот квартал оваа година е меѓу 38 и 39 евра по мегават час. И таа треба уште да паѓа. И ќе ви кажам каде ќе паѓа. Ќе паѓа таму каде што ќе мораат да се ставаат производните капацитети во функција. Осломеј со своето неработење го кошта Елем 4 евра по мегават час во производната цена на електричната енергија. Значи мораме да најдеме начин тоа да се стави во функција. Елем мора да биде лидер, мора да биде модерна фирма, која што ќе се занимава со својата дејност и која што нема да се занимава со непродуктивни дејности, него ќе инвестира таму каде што може и кај што има ресурси Македонија. Македонија има ресурси во обновливи извори на енергија и затоа стариот рудник од Осломеј ќе се покрие со 10 мегавати фотоволтаици, ќе се доградат уште 15 мегавати ветерни електрани во Богданци и ќе се отвори нов проект уште 15 мегавати во Мрзенци. Тоа е начинот како Елем ќе се грижиме за Елем. Сигурно нема да се грижиме за Елем ако правиме таму непродуктивни трошоци. И уште поважно, вие дискутирате дека Елем сака некој да го приватизира. Јас одговорно ви тврдам дека не постои човек во оваа влада кој што нити мисли, нити сака да види приватизација на Елем, а поготово не на компаниите кои што се од инфраструктура. И тоа ви го тврдам одговорно. Напротив, Елем треба да стане една модерна компанија. Дополнително да ви кажам како Елем се штити. Елем дополнително се штити на тој начин што Елем, согласно новиот закон, треба да стане испорачател на системски услуги. Тоа кое што досега беше увезувано во Република Македонија. И Елем му се ослободува 20% од своето производство да биде точно таков производител на системски услуги кој што ќе ги испорачува према МЕПСО. Сега, моментално, тоа се увезува. Значи, Елем, јас за Елем гледам голема перспектива во овој закон и напротив, од сето тоа што вие го дискутирате, Елем во овој закон е заштитен, а не оставен на ветрометината, како што вие кажувате. Единствено што треба да се направи добро лидерство во менаџирањето со Елем, да се ослободи Елем од непродуктивните трошоци и да се оди во овој правец што го дискутирам. Елем дополнително треба да стане играч на пазарот на електрична енергија регионален, да стане учесник на берзите и ако мене ме прашате со тек на време треба да стане универзален снабдувач. Тоа е патот
по кој што Елем може да оди. Али за тоа ќе се има конкурс и Елем ако си се пријави како партија, како компанија која што ќе си биде конкурентна, тоа ќе може да го направи. Како се заштитени граѓаните? Тоа беше второто прашање. Ајде да видиме сегашниот закон што нудеше како решение. Сегашниот закон како решение нудеше дека ќе се создава, ќе се ствара либерализацијата се до потполна либерализација на 1 јули 2020 година. Што предвидува новиот закон? Новиот закон предвидува дека ќе се воведе универзален снабдувач, кој што веќе нема да биде регулирана категорија, него ќе биде тендерска постапка, каде што веќе нема да има регулаторна комисија, која што ќе одобрува трошоци и профити, него пазарните услови ќе го кажат тоа. Регулираниот профит на снабдувачите е 7, 8, 9%. Пазарниот профит на сите компании во снабдувањето во светов е 1,5 до 2%. Тоа можете да го проверите, јас ве замолувам да го проверите. Таа разлика во таа профитабилност ќе остане во џебовите на граѓаните и компаниите, односно во џебовите на крајните потрошувачи. Она што сакам да ви го докажам е следното, дека имате уште дополнително во законот предвидено дека почнувајќи од првата година на имплементација на овој закон, 80% од енергијата што ќе се произведува во Елем ќе биде насочена кон универзалниот снабдувач по пазарни цени, за да се заштити да домашната енергија биде насочена кон граѓаните. И така, натаму, секоја година тоа да се намалува по 10%. Што значи тоа? Тоа значи, ако вие граѓаните со постојниот закон ги заштитивте до 1 јули 2020 година, со сегашниот закон, граѓаните ги штитиме во следните 5 до 6 години. Значи, што направивме? Направивме да се имплементираат европските регулативи, да се заштитат максимално граѓаните, уште повеќе од претходно. Значи, тука дилема нема. Тука ситуацијата е многу јасна и ве молам, доколку некој со ова не се согласува, нека каже аргумент за оваа работа, а јас ви посочувам членови од законот. Она што е важно уште во овој закон и што е многу важно, и ќе го подлечам трет пат многу важно, тоа е дека овој закон го решава проблемот со развојот на обновливите извори на енергија во државата. Ние како држава мораме да признаеме и да кажеме дека сме држава сиромашна со енергетски ресурси. Како таква, ние повеќе јаглен имаме лимитирани количини, нафта и газ сите знаеме дека немаме, и еве прашувам од што ќе правиме енергија. Нас ни се отвара просторот само на обновливи извори на енергија, таму каде што цел свет оди. Сегашниот закон за енергетика предвидуваше фидик тарифи во делот на фотоволтаичните електрани. Фотоволтаичните електрани во Македонија се инсталирани помалку од 20 мегавата. Пазете, Македонија, земја на сонцето, единствен извор на енергија кој што го имаме во неограничени количини во Македонија е ограничен на 20 мегавати. Сега, со воведување на премиум тарифите и да кажам за право на вистината, во прилог оди намалување на цената на опремата на фотоволтаици во светот, воведуваме еден модерен механизам во кој што ќе овозможиме да се изградат над 200 мегавати фотоволтаични електрани во државата. Тоа е повеќе од вкупната инсталирана снага во енергија што е направена во Република Македонија последните 15 години. Па мислам дека само таа придобивка од овој закон е голема придобивка за граѓаните на Република Македонија. Исто така се воведува премиум механизмот и во делот на ветерните електрани. И мислам дека детерминираноста или посветеноста на овој закон во делот на обновливите извори на енергија е една од клучните поенти што треба да ги забележиме. Што се однесува до регулаторната комисија, искажавте неколку невистини тука. Прво, невистина е дека се менува законот само за да се смени председателот на регулаторна комисија. Јас ќе ви го посочам членот 234 од законот, во кој што вика, во рок од 30 дена, од денот на влегување во сила на овој закон, собранието на предлог на владата, изготвен во постапка утврдене со законот,
со кој што се утврдуваат организацијата, начинот и работата и надлежноста, именува председател и 3 члена. Значи, законот предвидува да ротираат 4 од 7 члена. Не ротира само председател. Постапката за избор на председател и во досегашниот закон, и во новиот закон е таква да се бира председател, не се бираат членови, па после регулаторната комисија избира председател. Јас вас ве замолувам сите, бидејќи регулаторната комисија не е во ингеренции на владата. Владата предлага членови на регулаторна комисија. Вие како парламент ги бирате. Ве молам како пратеници во парламентот, кога ќе ви дојде извештајот од регулаторна комисија, да го гледате детално, да го анализирате детално, тоа е многу важно тело во државата. И да видите колку приговори на граѓаните се прифатени. Да видите дали се заштитени правата на граѓаните или се заштитени правата на одредени компании. Јас како представници на граѓаните ве молам да бидете секогаш поддржувачки за заштита на правата на граѓаните. А тоа го прави управо регулаторната комисија, а ја бира парламентот. Така да она што вие го дискутирате, дека ова е направено за да се смени само председател, е апсолутно неточно. Ви го цитирав членот, ви прочитав што пишува и ве молам да ги читате законите до крај, онака како што се напишани, и да дискутираме со аргументи. Крајно сакам да подвлечам дека овој закон ја искачува Македонија високо на агендата на примена и имплементација на енергетското право во Република Македонија и ја прави лидер во регионот. Цената на електричната енергија зависи од многу фактори. Доколку тие фактори што се денеска останат исти во наредниот период, јас ви гарантирам дека законот и неговата примена нема да ја покачат цената на електричната енергија за граѓаните со паметно менаџирање и со добро работење на изворот на таа електрична енергија во државата, а тоа е елем. Нема да навлегувам во сите други аспекти што ги зборувавте, нема да ја персонализирам дискусијата за тоа што ценам дека е непотребно. Она што вие го искажавте како некакви влијанија, јас можам да ви кажам од моето искуство од претходно, да, регулаторната комисија работеше на повик на владата, јас за тоа го знам, али исто така ќе ви кажам дека како подпредседател на влада не сум се дрзнал во овој период да се јавам во регулаторна комисија, а камоли да влијам. Единствено што сакам да ви кажам, како треба и како може регулаторна комисија лошо да влијае на процесот, видете го само заклучокот од владата, како регулаторна комисија се, бидејќи ние не можеме да влијаеме, ама можеме да анализираме. Значи, како регулаторна комисија се однесувала према законот за води и формирање на цените за вода. Ќе видите една голема политизација во тој процес. Точно ќе видите законодавство, значи секретаријатот за законодавство, каде што раководи господјата Лилјана, која што раководела и претходните 10 години, дава извештај во кој што кажува регулаторна комисија што требало на кој датум да направи, а што де факто правела. Немајќи време да ви ги читам сите тие наоди, таму јасно ќе видите дека регулаторна комисија политизирала и чекала да поминат изборите, за после тоа да ги донесе цените за промена на цена, да ги донесе одлуките за промена на цената на водата, и тоа го објави, зашто ние апсолутно како влада никако не реагиравме, но тоа направи сериозна, како да кажам, хаварија во делот на информациите во јавноста, бидејќи целата јавност мислеше дека владата е таа која што ги качува цените. А тоа не беше точно. Цените ги качи регулаторна комисија и тоа не ги качи тогаш кога требеше, а требеше да биде во мај 2016 година, него ги качи многу покасно, кога тактизираше од политички причини. Јас нема повеќе да дискутирам. Сакам само како еден од тие кои што учествуваше во работењето на овој закон заедно со Министерството за економија, кој што е уствари носител на законот, односно предлагач на законот, да ве убедам сите дека овој закон е во интересот на граѓаните на Република Македонија. Ако овој закон е добар за граѓаните на Европа и ако овој закон е добар за сите граѓани на Европа во сите држави, не гледам зошто овој закон нема да биде добар за граѓаните на Република Македонија. Сакам да ве убедам дека во овој закон нема никакви персонални одлуки,
него законот е чисто примена на правото, енергетската и економската логика. Јас ќе ви бидам благодарен доколку законот го поддржите и му дадете живот во името и во интересот на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.